Recording in progress. Уште една за тие што не се вклучени, што ќе го гледаат предавањето. Добар ден, јас сум Владимир Вуксановиќ. Ова е кратка настава со конкретни информации за предметот фитнес и бодибилдинг изборен. 2 кредити, кога се запишува во индекс, ве молам индексите ќе треба да си ги пополните, сите ако го немате предметот, запишува на овој начин. Ке го имате ова, па може да видите, семестар е прв, кредити 2, таму каде што ви се кредитите, всушност предметите, ќе треба да ги, доколку ги нема пополнето и оние задолжителни предмети, тогаш ќе мора вие да ги пополните сам. Што значи, ако сте вие на насока физичко и здравствено образование или ФЗО, така, ова е прв семестар, задолжителни предмети ви се историја, гимнастика и функционална анатомија. Пардон, имате и скијање, да. Ако ги немате запишано овие, слободно запишете си ги и таму треба да пишете, нели, кој е име на предмет, мислам дека е професор, неделен фонд на часови, пополнете си го тој дел. Кај некој од вас најверојатно е пополнето заради од студентски прашања. Кај некој од вас можеби не е пополнето. Сабајле имавме една случка каде што приметив дека една колешка не е пополнет индексот. Така да вие пополнете си го и особено од листата на изборни предмети. Можно е дека оваа листа или овие 3 предмета сигурно не би се пополнете, затоа што не знаат колегите од студентски прашања што да пополнат, додека вие не ги изберете предметите. И сега, бидејќи вие ги имате избрано предметите, и тие се, кај беа негде ги ставав, тие се на страната на факултетот, прв семестар, ФЗО, мал фудбал, спортска исхрана, фитнес и бодибилдинг. Значи, слободно може да ги пополните во индекс и на тој начин ќе знаат и професорите кои ќе треба оценка да стават, каде да ја стават, инаку не е наша работа да пополнуваме индекс. Има ли некој прашање во врска со ова? Слободно. Океј. Кратко за мене. Запишан сум на факултет исто како вас студент 97 година. Први студирав 2 години електро, но среќа па бев упорен во тоа што го сакав и се уште ја сакам работата и со голем кеф ја работам, така да се префрлив на факултет за физичко образование и многу ми е драго кога ќе видам колеги кои што се запишани кај нас на факултет. Значи, тамо ова пишува нешто кога е дипломска, кога е магистарска одбраната, докторат кога одбранет и слично. Сакам да кажам дека од 97 година ги познавам приликите и неприликите, ама во поголем број приликите на факултетот. Познавам колегите, имаме супер факултет, супер струка, супер студии, многу интересни и очекувам дека вие ќе се најдете и ќе продолжите да работите во оваа струка. Значи 4 години ќе поминат многу брзо со сите нели, можеби потешкоти, можеби не потешкоти, лесни, има лесни, како да кажем, предизвици, некои предизвици, секој испит е предизвик, секој студирање е предизвик, но некои работи ќе бидат полесни. Да се разочарувате, тие што навистина сакаат струката го завршуваат факултетот, во 99% од случаевите студентите завршуваат, семако од нели нешто какви се приликите излегуваат надвор од државата и така натаму, но дури и после модерен период се враќаат, имаме многу студенти кои што започнале студирање пред многу години, па сега го довршуваат факултетот, така да луѓето кога ќе влезат еднаш на овој факултет си ја сакаат струката. Па токму во тој контекст сакам да кажам дека не знам, повеќето од вас тренираат сигурно многу работи во последно време, не се само спортовите со топка, постојат и спортови кои што ги нарекуваат нели аутдор или така надвор од сала. Јас сум заљубеник во планинарење, заљубеник сум во скијање, инструктор сум со интернационална лиценца, сум во некоја асоцијација за инструктори за снежни спортови, некој генерален секретар. Работиме на едукација и на тој дел, на лиценцирање на ски и сноуборд учители
Многу ми е драго што сум работам како фитнес тренер, тоа е нешто поврзано со предметот и со другиот предмет исто така. Некој кој има тука тенисер можеби го препознава Гора Срвљак. Обожавам летање, планинарење, алпинизам, маунтин байк. Работам како фитнес тренер во фудбал, моментално сум со А репрезентација. Сум работил како спасувач или ски патрола, сноу патрол на ски центри. Моментално работам и како обучувач во Црногорска асоциација за ски учители, ракометна федерација во делот на фитнес тренери и така натаму. Имам фамилија, сопруга и ќерка во овој дел. И уште едно за мотив, можеби ќе го повторам ова кога има антропомоторика исто во обед, но се го сваќам како и го представувам како еден вид мотивација за вас. Учењето никогаш не престанува, се уште сум студент на една академија Brainster за Data Science и многу ми е кејф моментално овој денеска ја завршив таа академија, која траеше со време траење од една година, 5 дена во неделата, 4 дена, ама како 5 дена во неделата студирање, слушање со колеги кои што се на моја возраст, над 30 на години бевме сите, до 50. И сакам да кажам дека учењето, иако сега од средно училиште можеби вас ви изгледа дека сте постигнале многу, сепак искористете го факултетот и овој вид на едукација и овој метод на учење за да се апгрейдувате сами себе. И нема да престанете со учење кога ќе завршите факултет. Постојано во животот ќе нешто учите во некаква друга форма, можеби не класична форма ваква, но постојано се работи за некој апгрейд. Па во тој контекст мала мотивација, зошто? За да ги средите испитите на брзина. Кога ќе се насочат темите и кога ќе се образложат постапките кои што треба да ги совладате, нели чекорите да ги превземете за некој испит, гледајте тоа, средите го на брзина и многу добро ќе се чувствувате. И имате простори за многу други работи. Ако ги оставате работите позади вас, тогаш ќе се наталожат и е проблем. И мене ми се случува некогаш да ги оставам работите и после ми прави пресија, така да ова сватете го како некоја добра пракса. На страната на факултетот кој го интересира со кого ќе разговара за овој предмет и за другите предмети, може да најде тамо некој CV, не знам дали е апдейтувано, но мислам дека од последната година е апдейтувано. Овој дел е за антропомоторика, не би должил многу. Имам сега прашање кон вас. Дали има од тука можеби некој што е вонреден студент и можеби што е запишан на некоја од насоките, друга насока, или стручна насока или тренери? Владимир Мирковски, raise the hand. Владимир, случајно или се пријавувате за нешто? Не, прво добар ден, јас ми пишав денеска. Јас сум насока во насока, јас сум од таа генерација професори што дипломиравме со спорт, значи 2011 година. Добро. И се после 4 годишни студии, нормално, и сега сакам да завршам насока во насока за професор. Работата што е фитнес и бодибилдинг имам јас положено. Ма јас ви пишав ли на вас? Да. Па чисто сега сакам да видам, не знаев дали морам да се уклучам, не морам, да не испадне после тоа дека... Не. Ова е настава која што треба да е еден вид на редовна. Ако бидете тука и супер, слушна и колегите, значи како продолжува студирањето од една насока во друга насока. Тоа што го кажав, 10 години сега повторно. Се потврди 10 години студира, да? Не, заврши пред 10 години. Се шегувам, да. Си заврши колегата и се префрла на друга насока. На која насока сте сега? Сега за ФЗО, за наставник по физичко. Јас сум дипломиран тренер по кошарка и професионално се занимавам. Така да со кошарка, али сега ни е потребен и овој ФЗО, бидејќи се отворија многу работни места како тандем наставници, така да. Одлична информација. Една охрабрувачка за колегите што се сега на почеток, така да знаат дека не е како порано. Точно, тоа го пишував сега на втора година, каде што некако не се пријавуваат испити, анемични се во студирањето и потсетив дека имаме супер струка, имаме супер можност за вработување директно после завршување на факултетот. Дали во државна институција или во приватна, тоа станува на вас.
Значи, овде најверојатно нема некој друг што е од насока фитнес, на некој од насоките, сите сте од ФЗ. Уште едно прашање да го искористам. Ајде. Дека се за скијањето утре, например. Не, скијање не. Бидејќи утре ни пишува дека имаме во 11 сати. Ама не, колега, готово. Значи скијање, ова не е скијање. Добро. Има таму професор, со нив ќе комуницирате за скијање. Сега што сакам да направам? Ова информации ќе ги пуштам на Facebook и ова се некои материјали кои што вие ќе треба да ги искористите. Ќе треба да изготвите самостојно еден вид на семинарска работа. Семинарска работа која што супер. Ќе ви оставам и линк за пополнување. Значи, одбирате тема за која што вас ви интересира, тема која што ве натерала можеби да се запишете на овој факултет, која што ве мотивирала за да прашате, чекај сега, што се случува, зошто трчаме, со кој интензитет треба да трчаме, дали треба да користам срцеви калкулатори кога трчам или кога правам некоја активност. А што се случува со фитнесот и современото живење? Дали коронава можеби нешто направи или не направи? Сега ви ги објаснувам од прилика темите за кои што вие би требало да размислите и да напишете еден текст. И предметот ќе го завршиме на тој начин. Че ние во меѓувреме јас со вас ќе комуницирам кога ќе ги средувате текстовите и тоа ќе биде еден вид на можеби настава. Комуницираме на мејл, можеме на Zoom да се најдеме повторно ако имате некои дилеми и слично се организираме, но сега на кратко ги објаснувам работите за кои што треба да размислите да направите еден текст, семинарска работа, проектна задача, како сакате крстете еден текст кој што ќе го објаснам како треба да изгледа. Значи, ми интересира од кога почнале луѓето да вежбаат, па дали тоа било некој фитнес или морале да вежбаат или да употребуваат телото, за да може... Професоре, може да... Извините, ще ви пречам. Ични ми е добро, ме боли главата, може да се исклучам? Не може. Горед. И сега што правиме? Објаснив на почетокот, ова е факултет, не е средно училиште. Ако ми не можете да слушате, бујрум излезете се. Се надевам дека ќе ви помине глава. Поздрав. Ајде, ќе се научиме. Например, што се истражува во фитнесот, па дали се кога работат во правиме разлика помеѓу фитнес, правиме разлика помеѓу бодибилдинг. Овие сите работи еден начин треба да биде од истражувачки карактер и ја ќе посочам книги и литература, можете да го искористите интернетот, Google, но кога ќе објаснам тамо дека Google Translate не треба да се користи, не смее. Ги читам текстовите и ќе имаме проблем со Google Translate, можеби ќе кажам неколку пати за Google Translate заради искуството со колегите. Компоненти на фитнес, па например тука се некои компоненти од типот на сила, издржливост, брзина, специфична некоја силова способност, некои координацијски компоненти и така натаму. Аеробик, некој го интересира од вас или некој од колешките аеробик, какви видови на аеробик има? Па имате аква, па има кик, па има се, да не ги редам, оставам на вас. Значи, овој дел предметот е изборен и оставам вие да направите, да покажете интерес малку, додека почнувате со наставата, а особено затоа што немате многу информации и не би одел во детали да работиме по стручни теми, туку ова ќе бидат општи работите. Значи, доволно е брейнсторминг, едно размислување, да си направите концепт во глава, седнуваш и правиш 5 до 10 страни, и на тој начин ќе пробате да видите што значи студирање. Студиум, мислам, меѓу другото, студиум не значи само јас да ви кажем да може да излезете од настава, не, мора да се вклучите и да вклучите камери. Студиум значи или студирање вие сами да истражувате, сами да ги собирате информациите. Па затоа, можеби во овој предмет е ставен во овој семестар, треба можеби понатам во другите семестри да биде, но ќе го искористиме еден вид на да направите студија и сами да истражувате. Пример, гледам анатомија, добивате конкретни теми, текстови и слично. Супер, тоа се насоки. Но зошто да не ги продлабочите знаењата за нешто што ве интересира? Па мене ме интересира зглобен систем, па ќе го продлабочам тамо делот, функционална анатомија се нарекува. Сега нема потреба за анатомија да објаснувам.
туку конкретно ме интересира аеробик, па да видам какви видови на аеробик има, кои се бенефитите од аеробик, кој е тој што го поставил аеробикот, зошто се нарекува аеробик, зошто е аеробик, а не е анаеробик. Ме разбирате? Сите тие работи се интересни, конкретно аеро е врзано со воздух, па тоа значи кога треба да работам во ниски зони, да нема оптеретување на срцева фреквенција, оптеретување на телото, кое што се калкулира преку срцева фреквенција, па да биде тоа над анаеробен прак. Значи сега во моментов дадов многу информации кои што за некои од вас се познати, за некои не, но е убаво, имате шанса да го преслушате видеото, уште 15 на минути сме тука, кратко ќе биде, па е убаво тоа што го кажувам за таа тема некоја, чекај, ќе запишам и тоа ќе го барам, тоа ќе го напишам. Значи мене ми треба, бидејќи изборен предметот, неколку пати ќе повторам и веќе повторив, да направиме текст интегрален и на тој начин ќе го завршиме оценувањето за предметот. Сушност, кога ќе ве оформите семинарската работа задоволително, тогаш вие го поминувате предметот и добивате оценка. Јас сум упорен во овој дел и можам да ве враќам тие што ќе бидат исто така упорни. Можам и 50 мела да вратам назад, можам и 100 мела да вратам назад, додека не се направи семинарската како што треба. Генерално, сите знаеме, возрастни луѓе сме, имате добро образование од претходно, знаете да оформите текст. Јас ќе дадам насоки. Но, уште еднаш, ако правите Google Translate, тоа веднаш се препознава. Значи, тоа не може да помине. Користете информации од интернет, користете информации од книги, но убаво е да ги преточите со ваши зборови. Тогаш вие сами себе се апгрейдувате. Не е битно дека на професорот ќе му дадете. Професорот има искуство, ќе ја проскенира семинарската и ќе види за што се работи. Ако има грешки, ја враќам веднаш, не одам во детали. Кога ќе биде без грешки, без проблем, тогаш ќе ја прочитам и ќе разберам што вие сте сакале да кажете. Така да, ете една мала структура околу тој copy-paste, инаку човекот што го направи copy-paste-от како програмче и код почина оваа година, ни заврши огромна работа, како што Никола Тесла ни заврши огромна работа, неку немаше на Zoom да бидеме сега. Конкретно ми текна сега за copy-paste. Па, например, имате тема кореографија во фитнес надпреварување. Дали некој се занимава со аеробик или со фитнес од вас? Најверојатно не. Добро. Може за тој дел да се пишува, може да се пишува за појава и развој на бодибилдингот. Бодибилдингот се појавува како еден посебен сегмент, каде што знаеме што прават бодибилдерите, поентот е во бодибилдингот, може биде рекреативен или спортски, имаме и надпреварувачки, нели, спортско надпреварувачки бодибилдинг, поентот е да се зголеми мускулната маса, да се донесе хипертрофија. И сега јас овие сите работи, концепти за тренирање и подобрување на или трансформација на моторичките способности ќе ги слушате во предметот антропомоторик. Така да, затоа кажав малку наопачки е дојдено, но окей, мислам дека што и да каков пристап, ако направите добар пристап, која тема и да ја одберете, ќе успеете да кажете нешто и да го пренесете тоа што сте го истражиле, што сте го студирале, да го пренесете на хартија. Па, например, основни цели, средства, методи, зошто теоретски може да се објасни, што се случува, зошто се тренира, како се вежба, па и макар и да е погрешно, пробајте да кажете, да, на овој извор, всушност во оваа книга или во најдов информација дека се вежба како. Вежбаат бодибилдерите 6 до 12 повторувања до отказ. Дали 12-тото или 10-тото или 8-то треба да биде до отказ, да не може да направи уште едно. Мислам дека се повторува истиот извор на истата информација на уште еден извор, па може да го земеме како точен и најверојатно на тој начин тренираат бодибилдерите. Значи тоа слободно може да го пишете и на овој наративен начин во семинарската работа. Постојат теории за мускулен раст, кои што ќе ги зборуваме по антропомоторика и најверојатно мислам дека и по физиологија би требало да ги спомнете. Сега ако ви кажам, убаво е да го споменам, нека стои на линк на видеова, например миофибриларна и хиперплазматска хипертрофија. Миофибриларна и саркоплазматска хипертрофија.
Што значат? Што се подобрува? Дали плазмата во саркомерата се зголемува, дали бројот на миофибрили или мускулни влакна се зголемуваат? Еве ви една тема интересна што може да ја истражите. Исхрана во бодибилдинг. Па најверојатно некој од вас сигурно вежба бодибилдинг или вежбал по методи на бодибилдинг. Па таму им кажуваат, како им кажуваат, јајца. Сабајле ке станеш, од сабајле стануваш и взимаш табла јајца. 40 јајца јадеш. Сега, дали е тоа точно или не е точно, може да проверите и да истражите. Има во некои од линковите, има и книги кои што, ете, за исхрана, имат и изборен предмет исхрана. Ете, може да ја споите семинарската, no проблем. Значи, или да ја трансформирате да биде прилагодлива и за изборниот предмет исхрана, и за изборниот предмет фитнес и бодибилдинг, каде што ќе зборуваме за делов или имате тема на исхрана и бодибилдинг. Еврофит компоненти, ајде, оставете го, има една батерија Еврофит која што е за тестирање. Да, ајде, всушност може и така, еве, во овој дел каде што сме Еврофит, пробајте да најдете нешто за Еврофит батеријата на тестирање, таа е батерија за следење на фитнес компонентата кај дечиња, од 7 години до 77 години. Па има некои тестови, например, јојо тест или бип тест или мултистейдж фитнес тест, тоа е истиот тест за проверка на издржливост. Па може да ги објасните кои тестови се во оваа Еврофит батерија. Па може, например, да видите кои други тестови ги има. Има тамо фламинго тест за баланс, за равнотежа. Има некој тест за брзина на трчање на 20-40 метри и така натаму. Оставам на вас, можете да видите. Тренинг со тегови. Што значи тренинг со тегови? Какви методи има? Например, дали има вежби на справи, вежби со справи. На справи значи дека справата е статична, вие влегувате на за со справи, знае дека е со слободни тежини и слично. Какви се видови на не предмети, туку какви се справи постојат во фитнесот и во бодибилдингот се потребуваат. Мислам дека за кросфит има исто некоја тема понатаму. Плиометриски тренинг. Супер, видите што е плиометриски тренинг, што се препорачува на интернет, ако пишете плиометрик тренинг, многу работи ќе искочат. Еве, ќе ви посочам дека тоа се тренинзи кои што се изведуваат со скокање или со исфрлање, значи за трансформација на експлозивната силина. И ова ќе го работиме по антропомоторика. Фитнес тестови. Па, например, ајде сега овде отворив нешто, може би ќе ви биде интересно какви се тестови има. Чисто за да видите, има една супер страничка која што може да ви даде информација за многу тестови. Инаку ќе работиме и по антропомоторика, што значат тестови. Зошто се даваат тестовите? Ние преку тестовите треба да пробаме да процениме некоја моментална состојба на нашите испитаници. Па, например, правите тест за здравствена состојба. Правите тест, тие што тренираат професионално мора да направат тест на спортска медицина или на физиологија на спорт. Без печат од спортски лекар или од специјалист по спортска медицина, не може да поминете понатаму, значи не може да влезете. Тоа е еден вид на тест. Но ние имаме моторички тестови преку кои што пробуваме да направиме проценка на нашите способностите кај луѓето. Па, например, ако е за општа моторика, има некои, се проценува силова компонента, се проценува брзинската компонента. Тука се опишани некои тестови, овие сите ќе ги работиме по антропомоторика, но ве охрабрувам да побарате тестови и да најдете барем да кажете, например, за силина се употребуваат тие и тие тестови. Можете една цела семинарска работа да направите за тестирање. И тоа може да направите за посебна способност, така се нарекуваат. Значи силови способности се една моторичка способност. Равнотежа е друга моторичка способност. Брзина е трета моторичка способност. Издржливост е четврта моторичка способност. Флексибилност или стречинг или истегнување, е таму која е шеста моторичка способност. Координација, агилност или координација, на интернет се препознава како агилити. Ние ќе зборуваме за координација, е седма, примерно. Не знам дали ги набројав сите, но отприлика ќе зборуваме за 7 моторички способности. Па како ги проценуваме моторичките способности? Кои тестови се употребуваат? Дали за координација за дечиња се даваат еден вид на тестови, за повозрастни спортисти се даваат друг вид на тестови?
И сега, целото ова, кога го работиме, е убаво да имате преглед како ќе се одработи, ќе ги дообјаснам темите. Сега малку скокам, но да не ви биде јасно, овој линк ќе ви го пратам и со пример на структурирање на семинарска работа. Значи, за да ви биде јасно како го структурираме целиот текст. Еве, нека биде семинарска работа која што се однесува на, само да видам, фитнес тестови. Одлично, фитнес тестови. Кај беше? Ова е колешката Жаклина, супер структурирана, 10 доби за оваа семинарска работа. Организирање на прва страна и тоа техничкиот дел, нели, оставам на вас, но е убаво затоа што сте студенти, затоа што ја работите за потребите на студирањето на факултетот, да го имате ова како насловна страна. И сега овде има вовед, многу битно. Па ако зборувам за тестови, ќе пишам зошто се тестира. Во кој момент се тестира, дали се тестира пред припреми, после припреми, дали се тестираат дечиња во основно училиште, дали се тестираат еднаш, два пати во годината, дали се тестираат секоја година од прво до колку 9-то летка, до 9-то оделение, дали од прва до 4-та година средно се тестираат и така натаму. Тоа во воведот може да се објасни. Во главниот дел, овде колешката пишувала за истегнување, во главниот дел можете да пишете, например, какви видови на тестови конкретно се употребуваат. Па ако пишувате за тестови кои се употребуваат, еве можеме да зборуваме пример како се објаснува еден тест. Скок во далечина. Овие тестови секи ги обработиме по антропомоторика. Скок во далечина вели, ни требаат инструменти, ни треба задача да знаеме што ќе одработува, конкретно една книга за кондицијски тренинг во фудбал, но општа моторика е така да може да се употребуваат тестовите на друга група испитаници. Како се оценува? Еве, еден опис на тест. Па овој тест за скок во далечина ја проценува, ќе најдете, треба да се опише во тој главниот дел, што проценува, дали проценува сила, дали проценува издржливост, дали проценува брзина може. Еве едно прашање до вас, скок во далечина. Што мислите, која моторичка способност ја проценува? Еден или една? Сила на долните екстремитети. Точно, ама која сила? Експлозивна. Експлозивна. Точно, експлозивна. Значи, отприлика ги имате работите и во овој контекст треба да се движи текстот и семинарската работа. Подетално ќе влеземе во антропомоторика. Антропомоторика нема да ја завршиме, нема да ја поминеме на овој начин, ќе ја поминеме со практичен дел тестирање, кој што треба да го завршите, теоретски дел, слушање на настава и така натаму. Овој дел оставам на вас да се загреете. Значи, ова не е некој вид на загревање. Да се вратам на семинарската. Овде колешката опишува во главниот дел некои видови на програма на истегнување, придобивки од истегнување и така натаму. Значи, вие можете да го пишете тестовите, зошто се тестира на се што кажав, кога се тестира, дали има логика да се тестира пред надпревар, например, дали има логика да се тестираат постојано дечиња мали, дали треба да им давате тестови од типот на скокови и слично, или треба да бидат тие интересни тестови за нив, доколку се по мала група на испитани, во рана возраст ако се испитаниците, и на крајот треба да има заклучок и литература, нормално од технички дел. Значи, вовед, овде главниот дел не е издвоен, но ова е главен дел. Сметете го овој втор дел како главен дел и сите овие теми поднаслови легуваат во главен дел, горе е воведот, гледате како прв дел, втор дел е главниот дел и третиот дел некој заклучок ќе дадете за целата семинарска работа и многу битен дел ми е, ова ќе го учите по методологија, како се конструира една семинарска работа, но зошто да не пробате сега тоа да го направите. Понатаму може да имате на увид оваа семинарска работа. И да се вратам на темите. Бевме ке фитнес тестови, еве за стречинг, може да искористите нешто од семинарската од колешката, но гледајте да не препишувате се. Значи, многу се приметува и кога ќе прочитам, сега отворив овде колку тестови имам од минатата година, колку семинарски работи имам од последниве 2 години. Многу семинарски работи се препознава кој што пишува, се препознава кој ајде не ги барам. Значи, има преку 100 семинарски работи и се препознава ако некој препише од некој друг. Значи, тоа се гледаат работи, затоа е најубаво со своји зборови да објасните.
речникот ќе си дојде сам, но битно ми е да не правите copy-paste. Една семинарска работа се прави во еден ден истражувате, вториот ден правите концепт, третиот ден и четвртиот седнувате и ја завршувате семинарската работа. Значи дневно 2 до 3 часа ви се доволни, некогаш и половина час, некогаш и 1 час. Сакам да кажам, ако ставиме датум, например декември, крај на семестар, дека треба да ги предадете сите семинарските, после тоа нема да примам семинарски и нема да се смета дека можете да полагате во следната сесија, наредната што ќе дојде, значи ќе треба да чекате некоја друга сесија, затоа што таков договор ќе направиме сега. Тогаш апсолутно имате време, кој датум е 6 ноември е сега, имате време да го решите во неколку дена да пишете еден текст за семинарска работа. Текстовите од семинарската ќе ги праќате во финална верзија, не да ме прашувате професоре дали ова добро. Не, завршете се комплет и спакуваш, праќаш на мејл и тоа е тоа. Може да работите семинарска максимум 2. Значи, не мора секој сам, може и 2. Ке се запишете на овој документ. Овде, например, пишувам Владимир Вуксановиќ и пишувам, имате пристап до документот и пишувам колешката која беше Жаклина, не знам, не. Стискам ентер, ве имам тука. Значи, пробајте со време да си ги одберете, имате максимално 6 луѓе може да работат една семинарска работа. Така да немој да бришете други луѓе, имате пристап од овде во групава, тие што ќе се запишат, значи кои беа Владимир и Жаклина, почитувајте ги, јас ќе се запишам овде во со друго некој име, мислам некој друг ќе се запише тука, некој трет ќе се запише во овој дел овде, некој четврт ќе се запише тука и така натаму. Значи почитувајте го, кој прв ќе го завземе местото во групата. Ако ептен некој од темиве не можете да влезете, ќе направиме и четврта група, флексибилен сум, но ве молам, пополнете ги сега на почетокот овие групи. Ајде, сега дојдов ке темиве. Стречинг или флексибилност или стегнување. Ете еден пример од семинарска како може да се одработи, но можете и вие да си најдете и други работи. Обука и контрола на техники во бодибилдинг, некој го интересира поконкретно, па кои техники се употребуваат во преднадпреварувачки период, кои техники, значи за ова можеме седи имаме предавања, но оставам на вас малку да се потрудите и да пробате да го изреализирате овој дел. Анализа на базични вежби, фитнес кај лица со попреченост. Значи добро ова ми е супер мотивација, се повеќе се појавуваат колеги кои што сакаат да работат во ова поле, многу хумана работа. Значи со лица со посебни потреби беа порано, пред сега мислам дека се со попреченост, така се нарекуваат. Фитнес надпревари, кросфит, што значи? Те мотивирам да проверите кои се системите за вежбање на кросфит, зошто кросфит, што побарува кросфит, многу е модерно, најдобро е, не е точно дека е најдобро, модерно е точно, сите методи за вежбање се добри, ако доколку се искористат правилно кај некоја популација. Не можете кросфит да дадете кај луѓе кои што имаат 60-70 години. Сега може би ви делува смешно, нашата популација во Македонија, мислам дека не е навикната голем дел од нив да бидат во фитнес центри, во теретани, такви сали за вежбање, на оваа возраст 60-70, но надвор од Македонија луѓето и на оваа возраст влегуваат во фитнес центри, па треба и за нив да се знае што да примените. Значи не можете кросфитот да го примените кај таква популација на луѓе, но го можете да одберете тука на пример тема фитнес кај возрастна група на луѓе. Кај по возрастна група на луѓе. Еве нека стои и оваа тема, интересна. Супер. Ова нека биде 25, ќе го средам после. Калистеникс, што значи калистеникс или улично вежбање, или многу интересна тема. Неколку колеги од минатите генерации работеа на оваа тема затоа што го работат тоа групни фитнес активности, не ги читам и исто така може да се искористи во корекција ако имате посебен предмет кој што се нарекува кинезитерапија во 4-та година мислам, но зошто да не употребите или да го продлабочите знаењето или да го загреете знаењето за тој предмет користејќи го овој предмет фитнес и бодибилдинг во корекција, конкретна тема, корекција на држање на тело и деформитети. Дали имате некое прашање во однос на ова до сега? Слободно.
Ајвак. Тие што треба да искачаат, женските и дечковците што ги чекаат, слободно нека искачат. Не мора да јавуваат. Извинете, не ве разбрав како да се пријавиме за одредена тема. Ќе ги пратам информациите на Facebook, но ајде да пробаме и тука. Еве ви во чат линк до фајлот, може да го отворите и еве колегата што праша, нека проба нека одбере една тема да видиме како ќе изгледа тоа. Ова е Dropbox, Google линк, веќе неколку од вас пробуваат, се вклучуваат, ја гледам. Тука ќе се можете да одберете тема и пополнете си ваше име, презиме. Договорете се сега за сега, пишете едно име, па можеби понатаму ќе се договорите со некој од колегите или од колешките да пишуваат заедно. Океј? Значи еве некој пробува, веќе гледам тука. Пробуваат двајца да пишуваат, го бележиле полето. Тоа е начинот на на пополнување, останува нели да се не морате сега, супер, слободен или трпчевски веќе одбрале. Така, се приметува? Мислам дека го гледате екранот, така? Барем еден или една да ми потврди. Океј. Да. Ова интегрално, се што зборуваме сега, јас ќе ви го пратам како еден текст, кој што ќе биде, значи, еве го, линкот, потенцијални теми за изготвување на семинарски, тука може да се запишете, материјали ќе ви пратам и слично. Сега сакам само на кратко да го објаснам овој дел, за да не го пропуштам. Добро. Кога се оформува текст, ова исто ќе го имате, значи гледате да го имате до делот кај што треба да се пополните, кај што треба да го пополните вашето име и презиме. Работите во Word или во што сакате, после може да го снимите во Acrobat Reader и слично за по-компактен да биде документот. А4, маргини, тука се некои технички податоци, например Times New Roman, може да се говориме и Arial да биде, ама еве нека биде Times New Roman, големина на букви, single проред, максимум 1,1,15, насловна страна како треба да биде, автор, ќе го искористите текстот од семинарската која што веќе ви е пратена. Мислам ќе имате на линкот. Овој само да видам ми смета. Значи овој фолдер ќе го имате, ќе го споделам со вас. Овој цел фолдер, ајде уште еднаш ќе го споделам со вас. Добро, едитор нека биде. Копи, ве молам, не бришете ништо од линковите, сепак сме, нели, колеги, возрастни луѓе и треба да користат. Ќе го вратам ја повторно, ама некој послучајно да не избрише нешто затоа што ќе ги изгубиме материјалите. Ова е линк до целиот файл. Океј. Ќе го средам, овој текст ќе го досредам и ќе ви го пратам на Facebook, така да ќе го имате. Сите линкови ќе ги имате. Само уште да завршам до делов на оформување на текст. Значи, треба да е составен од... вака ќе направиме. Супер. Значи, треба да е составен од вовед, нови заклучок и така натаму. Како се битен дел ми е цитирањето на литературата. Ве молам, кога се цитира една литература, тогаш не само копи-пейст да правите на линковите или да пишете стретчинг и толку. Има наслов, има книгата, има... Кај ми е зум тука? Немам зум. Најверојатно се гледа. Книгата има автор, книгата има која година е издадена, книгата има наслов, книгата има која институција ја издава. Исто е за сите книги. Значи, автор, која година е издадена, наслов на книгата, која институција ја издава, ако е труд, тогаш пишува од кој дел од книгата стои трудот и така натаму.
Ова е наш колега, професор Дивановски, го предаваше предметот антропомоторика и фитнес и бодибилдинг. Конкретно книга, значи автор, година, книга, наслов и така натаму. Само со копирање на пример во Word да ископирате во литература и да пишете нешто од типот на ова литература, тоа не се важи. Таквите семинарски работи ќе ги вратам литература. Две точки и што? Појма немам што се случува. Има начин како се цитира линк. Од Facebook ве мотивирам, проверете го и тоа. Најверојатно ќе користите интернет линкови, така да и тој дел може да го искористите. Ево, ќе го пишам како лош пример. Лош пример за цитирање. Нека стои. Овде ви давам исто некои примери, например, автори на овој труд се 4 автори, оваа година го издале. Насловот на трудот е планирање и дозирање на тренинг, load, тренинг интензитет, издаден е во списание кондиција и така натаму. Внимавајте посебно на овој дел, мотивирам многу да внимавате. Ова се работи за структура на семинарска работа. Значи, покрај тоа што треба да сработите, да имате вовед, главен дел, заклучок и литература, внимавајте на цитирањето, на оформување на текстот. Сепак сме академски граѓани и начинот на изразување ни е многу битен и супер ќе добиете информација, најверојатно знаете, но ќе добиете информација како да го сработите овој дел. Што се случи сега? H4 ми го повлече. Добра. Ајде, одлично. Ако сакате да научите повеќе за цитирање, тогаш на овој линк долу може да го искористите. Значи, овој дел во квадратов обоен што е со позадина не може да го менувате тој дел, бадијало и да пробувате, заштите не. Ама овој дел може да земете copy-paste и директно да ве однесе на линк каде што ќе ви објасни како се цитира по APA style. Ова е American Psychological Association и имаат поставено стандард за цитирање на текстови. Не посветувајте многу внимание, ќе учите посебен предмет методологија на истражување со статистика, но зошто да не, кога веќе оформувате семинарска работа, да не го искористите и овој дел. Океј, имаме ли прашање некој за до тука? Не баш. Не баш. Дали е отприлика јасно? Јасно. Супер. Јасно. Слобо и некој крева рака, Андреј Ѓорѓиев, кажете, уклучете се. Професоре, до кога треба да се пријават темите устари за или Добро, ајде, супер прашање. Се договараме сега. Кога завршува семестарот? Кога завршува семестарот? Не знаеме кога завршува семестар. Имаме информација. Мислам дека треба да заврши семестарот на некој 20 декември. Така да, ајде, кажете ми вие кога ви одговара. Јас би завршил со овој, со прибирање на семинарските работи, препорачувам да го завршиме до средина на декември. Значи, од средина на декември до средина на декември да веќе ги пратите семинарските работи. Дали е во ред или не е во ред, слободно кажете. Овој дел го договараме за... Професор, некаде кон 15 декември? Во ред. Например, 15 декември. Сакате Може. да биде... Може. Се паѓа. Добро. Ако сме сите сложни, што да направиме лайк, кликнете со глава. Океј, нека биде 15 декември. Значи, до 15 декември треба да ги најдоцна до 15 декември 2021 година. Трудовите ги праќате на vučko77@gmail.com, океј?
Имейлот е официјален документ за подпис и за сите други работи што треба да се сработат. Да ќе направам сега овде на брзина еден мјут на сите, кој што не знам, ама ако треба некој тогаш може да се одмјутнете. Да не барам некој му се вклучи неверојатно микрофонот без да знае. Добро, ај сега овој дел да го провериме. Значи, потенцијални теми за изготвување на семинарски работи се, како што може да видите, линковите функционираат. Тоа се тие, уште едно заедно ќе ги провериме. Линк до целиот файл. Ова е целиот файл, ќе го видите во G Drive, во Google Drive, и може да ги соберете, например, да ја отворите оваа информација или да го видите сега дневникот што го работиме, ова е тој дневник. Материјали кои што може да се искористат за семинарска работа, например, споделувам книги во кои што има во овој файл има нешто за кондицијска подготовка, па тука има Интернационална фитнес и бодибилдинг федерација, има правилници за надпревари. Може да ги искористите овие, не се апдейтувани, не се проверени, но може да ги проверите на веб страната на Интернационална фитнес и бодибилдинг федерација. Значи, ова е еден файл преку еден линк што ви го праќам. Ова е некоја здружение на кондицијски тренери од Хрватска, кој што има цел добар зборник со многу теми. American College of Sports Science, сега да не ги редам, ќе ги проверите. Национална академија за спорт во Америка исто, фудбал периодизација и така натаму. Значи, и овој линк не функционира, тоа е овој линк, сега го проверивте. Ова е вториот линк, некои колеги има споделено книги кои што се за силови способности, тренирање за силови способности, интересни се, ве охрабрувам да ги проверите. Третиот линк се книги кои што јас ги имам од Human Kinetics во дигитална верзија. Инаку можам да споделам книги кои што, ова се отприлика некои книги кои што ги имам. Се на англиски, но ако некој запне дека некој од овие книги му интересна, проверете на интернет содржината која има, може да се договориме да му дадам или да ја дадам колешка едно во хартија, во книга. Ги немам сите во PDF. Тие што ги имам во PDF се на овој линк. Овде имам некои книги исто така од наш колега кој што работи како професор по физичко во Кина, во QSI училиште, Quality School International, многу голем ланец на училишта. Марко Секуловски, супер колега. Овде има некои книги за исхрана, најверојатно ќе добиете од колешката Даниела Шукова. Но ете, ви споделувам јас некои книги кои што ќе може да бидат еден зборник кој што може да ви користи за исхрана. Ова е една руска енциклопедија за примери на вежби. Ова е интересно списание кој што го има факултетот и можете кај нас на веб страна, значи ете го линкот, има тука броеви, на пример, кои што наши колеги работеле трудови кои што се однесуваат на стручно списание, кои се однесуваат на пример на кондицијска подготовка. Не само кондицијска подготовка, туку вие можете да ги најдете темите, на пример има од колегата Виктор Митревски, спортски настани и така натаму. Методи на адаптивно. Можеби некои теми ќе ви бидат интересни, пролистајте ги. Значи, чисто пролистајте ги кои содржини ги има. Конкретно сме работеле јас со колегата по фудбал, колегата по методика и колегата по рекреација, поеми кои што се поврзуваат со силовите вежби. Колешката Катерина работела премет во страна, некој труд. Исти тоа и за гимнастика и за... Ова е книга Антропомоторика која што ќе искористите. Значи, не знам, може да приметите дека јас се што имам ви давам книги во PDF. Книги по фитнес и бодибилдинг и антропомоторика. Чекам, морам да го кажам јавно и гласно. Книги по фитнес, бодибилдинг и антропомоторика не се купуваат. Не се задолжителни, не бара никој од вас да купите книга. Дали е јасно? Да. Супер. Овој дел ми е многу битен. Добро,
Значи, оваа книга ќе ја користите по антропомоторика. Ако ви интересира, можете од сега да направите некоја семинарска работа која што, ќе ви биде интересна, например, латерализираност на моторика кај човек. Зошто не? Ама сакам не да препишувате, туку да разберете што објаснувате. Тука најмногу ќе ви биде од помош сега овие моторички способности кои што ги спомнавме, силови способности, издржливост, брзина, координацијски способности, флексибилност, равнотежа и така натаму. Линк до кратки насоки за оние кои се приклучени на семинарот. Што е ова? So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week. Ова So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. Само малку. Супер. Ова е некое предавање кое што сум го направил претходно, мислам дека нема треба. Одлично. Овде имате исто така, ако сакате да се спремите за предметот антропомоторика, но ќе ви врши работа и за фитнес и бодибилдинг, предавање или целата настава по антропомоторика од минатата генерација 2020-2021. Значи на овој линк, сега што го пуштив, тоа е предавање по предметот, ќе ви излезе овој фолдер од YouTube со сите теми кои што се предавани, отприлика се саат до саат и 40 на минути негде темите, но на пример имате теми за кои што се поврзани со фитнес и бодибилдинг, силови способности. Кликаш тука и почнува предавањето, видови на сила, зборува човеков во позадина, тоа сум јас. Можете да го искористите и тоа. Насоки за оформување на текст веќе ви ги дадов во главниот фолдер. Овде се некои примери за цитирање и така натаму. Ова инфо ќе оди на Facebook, ќе го дотерам, него чисто да имате информација, да знаете за што зборуваме. Добро. Одолжив. Кога ќе му дадете на човек што работи како даскал да зборува, после не може микрофонот да му го земе. Тоа е на такви професионалци, мислам, кои што го работат тоа и луѓе што пеат во кафана. На нив не може микрофоните да им ги земете. Имате ли некој прашање? Нема. Добро, мрднав. Мислам да не е слика. Нема. Супер. Дали е јасно ова што го посече? Изгледате си го уште еднаш видео, мислам дека дадов конкретни насоки. Се што ви покажав како линкови, се ќе ви пратам. Поентата е дека треба да направите семинарска работа. Истражувајте, прочитајте, направете семинарска работа, пратете, ќе вратам назад. Ако од прва е добра, од прва завршуваме и на тој начин ќе го изреализираме овој предмет фитнес и бодибилдинг. Не можам да ви барам повеќе, затоа што знам дека ги немате информациите, некој од вас ги има, повеќето ги нема, ќе заглавуваме, ќе се враќаме назад. Оставам на вас, вие да влезете полека во водата, да бидете во плитко, на сигурно, за да може да понатаму да влеземе малку подлабоко преку другиот предмет. Океј? Да. Да. Супер. Прашање? Прв пат, како на аукција. Прашање втор пат. Прашање трет пат. Нема. Благодарам на внимание. Сме во контакт, комуницираме. Ви благодарам и на вас. Поздрав, пријатно. 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 Убава вечер. Пријатно.